Како што и очекуваа поголем дел од вас присутните, медиумите, но и граѓаните, првата работа што ја направивме, споделивме информација со господинот Груевски, со председателите на ДУИ и на ДПА, а и со амбасадорите кои што се овде во функција на наблюдувачи. Тоа што се разговараше во Страсбург на состанокот помеѓу мене, господинот Груевски, комесарот Хан и академици. Согласно тоа што го споделивме, ги разговаравме деталите околу тоа што таму се разговарало и го договоривме следниот состанок да биде на почетокот на идната седмица. А што сте договарали во Страсбург? Можеме ли ви чути детали? Деталите оставаме секако да Европската унија преку своите представници ги соопштува, така се договоривме. Зошто? За да му дадеме шанса на евентуална успешност на процес кој што би можело да почне, а тоа се преговори. Се уште се разговара за рамката, за форматот, за еден куп детали, темите се номинираат, но никако не сме навлегле во деталите за да може да кажеме дека имаме отпочнато преговарачки процес. Секако за да дадеме шанса, сите сме, се надевам искрено, со обид да имаме успешен преговарачки процес, треба да оставиме Европската унија да ги даде деталите во тоа што таа мисли дека може да го соопшти на јавност. Има ли некаков напредок? Има ли некаков напредок? Само малку еден по еден ве молам, не може да. Има ли некаков исчекор или промена во вашите ставови? Не, нашите ставови. Разговори, средбите во Страсбург. Значи, кога зборувам дека не сме навлегле во преговорите, тоа не значи дека тоа значи автоматски дека никој од страните немал ни прилика да промени своји ставови или слично. Нашите ставови се јасни, често се обелоденети во јавноста и секако остануваме на тие ставови. Нема конкретен предлог? Дали може, рековте дека наредната средба во овој формат дека се одржи на почетокот на наредната седмица, дали може да се случи до тогаш уште наш во Страсбург да одите со господин Груевски? Не може да кажем. Немаме информација дека може да се случи во Страсбург да одиме. Почетокот на идната седмица е дефиниран, секако до крајот на неделата ќе го прецизираме точниот термин, точниот формат, кој ќе биде тука, ќе има меѓународен представник, нема да има и слично, но досега тоа што е договорено, тоа го објавуваме. Господин Заев, колку е точна информацијата дека после Страсбург има некаков нон пейпер? Нема апсолутно никаков документ. Точно е дека се нотирани теми на разговори кои што прво генерално е обврска на сите, како би ги нарекол. Предимство даваме на интересот на држава. Сите остануваме за евроатлантските интеграции. Обврска на сите е менеджментот за евентуално појавување на чувствителност меѓуетничка во држава. Тоа се генерали, апсолутно и досега и декларации, резолуции, изјави сме имале токму и на првата средба со што имавме овде политичките лидери, така да нема нешто посебно. Колку е добро да се држи во неизвестност јавноста, со оглед на тоа дека се одоговлекуваат вашите преговори? Една работа. Обврската на сите е дека не смееме да се дозволиме одоговлекување на разговори, преговори и слично, заради тоа што сите сме свесни колку тоа лошо политичката криза влијае врз секојдневието на граѓаните, врз нашето стопанство и врз иднината на Република Македонија. Тоа е дополнителна обврска врз сите партиципенти во овие разговори кои што се случуваат, за да бидат во функција на образување на изнаоѓање на решение на кризата. Продолжува ли мораториумот врз преслушуваните разговори? Не можам да кажам се уште, од проста причина што немаме навлезено во преговори. Не можам да. Има решенија кои што би биле многу брзи и можни, но не зависат само од опозицијата, така да може, дај Боже да ја изненадиме јавноста со брзи решенија кои што зависат од сите, а од никој поединец посебно, туку заедно од сите, кое што директно ќе ја олабави атмосферата во Македонија, доволно за да нормалните текови во општеството се случуваат, но секој согласно своите позиции во општеството. Некој се опозиција, некој се влада. Така да согласно тоа. Мораториумот за објавување на преслушуваните разговори заради... Не е имало никогаш мораториум. Добро, ги ставивте во мирување. Не, ние дадовме шанса на протестните активности, да го насочиме вниманието тука. Испраќаме пораки многу сериозни за нас како опозиција и до домашната и до меѓународната јавност, но најавивме утре задутре, претпоставувам утре, ќе продолжиме со одговори. Пред влада, да. Мислите на влада на национално единство, кој рековте има брзи решенија, но треба сите да се согласите евентуално? Оставки да паднат. Оставки да паднат ќе олабават атмосферата на сите одговорни чинители во општеството. Но да не преюдицираме било што, тоа е во делот на она што ние го бараме. Покрај оставките преодна влада, оставки на обвинители, МРТВ и слично, ги знаете нашите ставови. Еве тоа не е во функција на откривање нешто што е разговарано, но секако тоа се наши ставови и заради тоа имаме легитимно право да веруваме дека со одредени исчекори
може да се олабават процесите, а при тоа да имаме сериозни заклучоци од сериозен преговарачки процес, кој што нема да биде исполнување на некои очекувања или барања, туку ќе бидат пред се во интересите на Република Македонија. Da li se zna za sledeći sastanak okvir? Da li ste dogovorili o čemu ćete razgovarati? Отприлика продолжуваме тука каде што застанав. Ако ви ги кажем деталите, е одговор на претходното прашање кое што ми го поставите. Како коментирате Груевски да дава оставка? До сега гледате на Груевски што разговара за дава оставка? Се уште не гледам. Не гледам ниту индикации дека ќе даде, ама зошто? Ние не сме навлегле во преговарачкиот процес. Преговарачкиот процес ги отвара тие можности. Ние се уште разговараме.